Добре дојде во студио за мојата гостинка, судиката Наташа Габер-Дамјановска, уставна судика за која, како вели Каролина Ристова во рецензијата на вашата книга, која издадовте во одбрана на Уставот и цивилизацијските вредности, како ве опишува Каролина Ристова, дека сте осамена уставна судика и всушност оваа книга е еден вид доказ за вашата осамена, неуморна, повеќегодишна правна борба против предавствата на Уставот на оваа земја. Согласувате ли со оваа дефиниција за вас? Пред се благодарам на поканата, многу ми е мило што се наоѓам во студиото. Имаме прилика да проговориме за некои прашања врзани со работата на Уставниот суд. Навистина, од почетокот се чувствував малку осамено, но како што минуваше времето, мислам дека е позитивно тоа што во мојот израз на креација на издвоеното мислење ми се придружи и други мои колеги. И тоа во последно време во јавноста е познато и популаризирано, читано, се надевам. Да, колку време им требаше, колку години им треба да ви се придружат? Самото пишување на издвоеното мислење не значи дека така се одвивало и гласањето. Добро. Значи може да се случи одредени мои колеги да има ист став како мене, но едноставно не пишува издвоени мислења на зададената тема. Имате објаснување мислам дека е тоа личен избор, личен предизвик и јас тоа го почувствував како потреба да се изразам, значи не само ставот да биде познат, туку да биде и образложен од еден правен аспект, како би изгледал резултатот или исходот на еден предмет кога би бил поинаков пристапот. Значи, јас го користам издвоеното мислење за да образложам како јас би мислела дека треба да има завршница одреден предмет кој што беше на разгледување на Уставниот суд. Со тоа всушност на јавноста и покажувате поинакво лице на правдата. Со самото тоа што ги давате тие издвоени мислења да воопшто да бидат изложени пред очите на јавноста. Тоа е точно, тоа беше резултат на моја снажна потреба да го изразам моето директно несогласување со тоа што сметам дека одредени работи навистина се косеа со уставните принципи и го почувствував како своја задача како уставен судија кој што е избран од Собранието на Република Македонија да ја вршам својата задача спрема заклетвата, да не биде тоа некој голем збор, но јас навистина тоа го чувствувам така, да ја работам својата работа спрема заклетвата која што сум ја дала пред јавноста на Република Македонија. Овие издвоени мислења, оваа книга се однесува до 2015 всушност. Да, така е. Новите, оние кои се топ тема, кои се премногу жешки, ги немате вклучено, но тоа ќе бидат предмет, најжешките, ќе бидат предмет на некоја ваш иден труд, ваша идна книга, но сега во јавноста постои голема жестока дебата, се разбира за по многу прашања. Тука беше и аболицијата за кој ќе говориме, и СЈО, и сега СЈО е предмет секојдневно, особено на шарените револуционери. Како велат тие, што бараат тие? Секој ден одбројуваат, остана уште 3 дена, ги пишуваат бројките на асфалтот, дали пред владата, дали пред собранието, и велат да се изјасни Уставниот суд за СЈО, за специјалното јавно обвинителство. И сега, зошто велам дека постои дебата, последните, и добро би било на јавноста да ја објасните, јас сакам да ја цитирам, можам да ја запознам јавноста со мислење на една професорка, Билјана Ванковска. Таа вели дека се прашува зошто би барале револуционерите, шарените, да се изјаснува Уставниот суд. Уставниот суд, таа вели, не е оформен во име на граѓаните, туку во име на конституционализмот, заштита на уставноста и законитоста, без оглед на волја на поединци или групи, додека пак шарените револуционери велат овој суд е оформен во име на граѓаните и граѓаните го плаќаат. Добро би било таа дилема да ја објасните, односно оваа дебата да ја прокоментирате.
Да, има повеќе аспекти на самото прашање. Прво, мислам дека треба да се каже дека во Уставниот суд може да се обрати секој граѓанин, значи во прашање акцио популарис. Секој граѓанин кој што смета дека некој негово право е повредено, врз база на општ акт, значи меѓу другите надлежности, една од главните надлежности на Уставниот суд е да гледа прописи. Уставниот суд во многу своји одлуки дефинирал што значи пропис, значи што подразбира пропис и смета дека е надлежен да навлезе во неговото разгледување и оценување на уставноста и на законитоста на подзаконските акти, нели, што следат. Со тоа да дефинитивно по однос на секој закон, ако е, нели, бидејќи е општ акт, бидејќи е пропис, потпаѓа под надлежноста на Уставниот суд. Значи, тука мора Уставниот суд да си го каже својот збор во оваа смисла. Самиот предмет за специјалното јавно обвинителство им служи на граѓаните, сакате да кажете, апсолутно. Секако, заради тоа што секој граѓанин, по самото тоа што е отворен кон сите граѓани, кажува дека треба да им служи на граѓаните. Јас можеби малку и символика еве да употребам на самата корица, има символизира еден како штит, тоа е штит, уставот јас го гледам и како штит кој што ги штити граѓаните од секоја арбитрерност на било која власт. Значи им ги обезбедува своите права врз база на уставот кој што дури ако русовски го толкуваме, тоа е еден општествен договор меѓу власта и граѓаните, дека ќе има одредени правила кои што треба да се почитуваат и секој пат кога тие правила може да бидат евентуално прекршени од било која власт, така, значи граѓаните имаат право да се обратат и да си го бараат своето право пред еден ваков суд како што е Уставниот суд. Значи, без друго, мора да им служи на граѓаните, направено оформене во име на граѓаните. Така, во име на граѓаните и за да ги штити граѓаните. Тоа е неговата улога и јас така ја гледам и во својата работа се обидувам тоа да го аплицирам. Меѓу другото, знаете дека има една лимитирана уставна жалба, или тужба, кој како ја нарекува, која што за извесен број на права, кои што спаѓаат во фундаментите на демократијата на секое општество и кои што и до ден денешен Уставниот суд има надлежност да ги гледа. Знаеме дека во иднина ќе ги прошири, кога ќе има и уставни измени, ќе се прошири таа надлежност на многу пошироко, евентуално сите права кои што домашниот устав на Република Македонија ги гарантира, би можеле да бидат подложни на уставна жалба пред Уставниот суд, но тоа е друго прашање, не би навлегувала за тоа. Поентата ми е дека граѓаните секако дека своите права ако ја земеме и уставната жалба како еден тип на последна инстанца, да се обидуваат пред да стигнат до Европскиот суд за човекови права, прво да се обидат да го остварат своето право пред Уставниот суд. Сега можете ли да објасните околу изјаснувањето за СЈО? Постои ли некоја временска рамка во која може и дали мора да се изјасни Уставниот суд? Нормално дека е оформен предмет и дека Уставниот суд треба да се изјасни за тоа. Зошто се пролонгира? По однос на самиот предмет, мислам дека е релативно од постар датум, практично од самото донесување на Законот за специјално обвинителство беше дадена првата иницијатива во врска со него, така да по некоја динамика би требало, разумно би било, да се појави веќе на дневен ред кај нас на седница. Која става на дневен ред? Било која чисто тема? Процедурално немаме некои строги рокови во однос на постапувањето по предмети во Уставниот суд, но тентативно се знае дека треба да биде поставено горе-доле едно такво прашање кое што се однесува на апстракција или на пропис во рок од некои 6 месеци од давањето на иницијативата. Тој рок е пробиен веќе и сметам дека е крајно време и со оглед на важноста на ова председателот ли, односно председателката, значи се добива судијата известител кој што е надлежен за тој предмет, прво го подготвува предметот со советникот, тој реферат, значи судијата известител прво го пријавува тој предмет дека е готов за да се стави на седница и потоа самиот председател на судот одлучува кои прашања, значи кои предмети ќе бидат ставени на наредната седница на дневен ред, од прилика треба да биде недела дена предходно, за да се поделат материјалите, судиите да прочитаат. Кој е судија известител во овој случај? Ке извините, јас тоа не можам да го кажам, заради тоа што се наши службени правила тие, значи за заштита на секој судија
за да не биде под влијание, се смета дека е во ред, тој да си го сочува својот интегритет. А дали го има, за подготовка? Дали го има веќе изложено, дали го предметот пред вас како известител го? Не. Кога ќе се закаже на дневен ред, тогаш ги добиваме материјалите за седница. Да, добро. Значи, недела дена треба да се закаже однапред дневниот ред и тогаш ги добиваме материјалите и имаме недела дена да ги прочитаме и да формираме мислење за самата седница, која што е обично во среда. За дебата и заради тоа не можам да нема проблем. Извините, не можам да кажам кој е суди известител. И што се однесува за самата содржина на законот, не би можела премногу да елаборирам, бидејќи моето мислење ќе си го изложам на самата седница. Значи, за самата содржина на актот, би сакала да го задржам правото да си го кажам мислењето на самата седница, не сега. Би коментирале повеќе доколку да, секако, во јавноста веќе е многу коментиран тој закон, различни теоретичари, професори, стручњаци, практичари си го кажале својот став, дали мислењата, само едно прашање кое не знам дали би ги допирало, би имало допирни точки со она што би сакале, што не би смееле да говорите, но е ставот дека СЈО всушност не е уставна институција. Се согласувате ли со тоа? Пак во суштината. Добро, но опонентите на СЈО велат, меѓу кои и власта, многу пати го има ова кажано, и ако велат дека ја почитуваат, ја подржуваат работата на оваа институција, но инсистираат на неуставност. Зависно кој како го е толкува самата одредба на Уставот, каде што се дефинира обвинителството како такво. Добро. Дали поригидно или малку по широко во однос на самата функција на која што ја врши било кое обвинителство во нашата држава. Мислам дека тоа е основната поделба. Како всушност и секој закон што не би смеело ригидно, како да е исклесан на камен, не баре Библија, па мора да се толкува онака како што е напишан. За мене е прашање на толкување. Дали ги гледаме сите видови на обвинителства во оваа држава во една основна функција која што тие ја вршат заеднички, или ги гледаме само во оној строг хиерархиски принцип, дали главниот јавен обвинител во државата има контрола над одредено обвинителство кое што е специјализирано и се занимава со одреден тип на кривични дела. Да. Во овој случај беше неопходно и според договорот на Пржино... Тоа е дополнително прашање кое што треба Уставниот суд да каже. Да се изјасни. Практично станува збор за политички договор, и кога имаме политички договор, тогаш уставната категорија, уставноста и не би требало да се става под прашање. Па ако веќе правиме паралела, таков договор политички имавме во 2001 година, врз база на кој сепак потекна уставни измени. За рамковниот говорите? За рамковниот велам. Овде немаме уставни измени, но имаме повторно политички договор кој што произведува одредени ефекти во правото. Вреди и од тој аспект да се разгледа прашањето. Добро. Ајде околу аболицијата, исто така беше предмет на, би било дури и преслабо да кажам, дека било предмет на дебати. Заради тоа што буквално од аболицијата и од СЈО всушност се изроди шарената револуција. Сега, имате ли објаснување зошто Уставниот суд го прифати барањето на еден од адвокатите, за кој подоцна ќе се види дека е близок до ВМРО ДПМН, да барање за аболиција да има право председателот Ѓорѓе Иванов на аболиција. И тоа на луѓе кои подоцна ќе видиме, кои се инволвирани под кривичен прогон, можеби, значи се најавува подигање на истраги, луѓе кои се високи функционери, актуелни политичари и останати луѓе кои би биле евентуални сведоци, соучесници, можеби, велам можеби, евентуални. Јас можам да го кажам она што ние од аспект на Уставниот суд, како ги разгледувавме одредбите, и знаете дека имаме 4 суди заедничко издвоено мислење во таа смисла. По однос на уставните одредби наспроти измените на законот кои што беа спорни. Првично мене лично ми беше несватливо зошто законот од 98 година
кој што беше донесен, практично со измените од 2009 конвергираа заедно, беа мощни, компатибилни и се надополнуваа. Бидејќи законот од 2009 за помилување, мислам дека беше многу кратко срочен, недостасува одредени разработки на одредбите за поголема правна сигурност на лицата кои што би потпаднале под тој закон, значи рокови, постапка, во таа смисла некои одредби кои што беа избришани како член 11 практично, кој што после испадна дека е доста спорен и се уште се зборува во јавноста за таа работа. Практично измените и дополнувањата во 2009 година го надополнија и на некој начин направи една логичка целина која што беше функционална. Интервенцијата на Уставниот суд практично велеше дека законодавецот навлегува во ингеренциите на председателот, кој што не би смело да го прави, и тоа го велеше само за измените од 2009 година, што мене лично мислам дека е комплетно нелогично, бидејќи истиот јазик пристап и разработка го прави и самиот основен закон од 98 година. Така да интервенцијата на измените, и тоа комплетно сите беа укинати, заедно со дури некои банални одредби кои што лексички интервенции правеа, или пак некои постапки, како што споменав, што се однесува до прецизирање од одредбите од 98 година. Но сепак беше прифатен. Прифатен беше, знаете как, беше... Уставот на Република Македонија наведува во листингот на надлежности на председателот на Републиката, го наведува и правото да дава помилување, но вели согласно закон. Да. И точка. Истото е, например, истиот јазик се користи и за одликувањата. Вели, одликува согласно закон, помилува согласно закон. Имплицира дека Собранието е тоа кој што ги носи законите. Значи, Собранието може да даде облик и форма според законот кој што ќе го донесе, на кој начин ќе се остваруваат тие ингеренции на председателот. Значи, имајќи го вид тој аспект на гледање на нештата, затоа велам дека ми е нелогично зошто се укинати само измените, а останате законот од 98. Ако е навистина тоа така, тогаш ингеренциите на председателот исто така се регулирани со законот од 98, не само со измените. Што е поразлично едното од другото? Тука нема никаква логика по мене. И тука има и една друга спорна работа што се однесува до член 11, кој што точно председателот на Републиката само единствено на тој член се повика за да го даде таа аболиција практично, а не помилување на толкав број на луѓе. Но тоа беше непостоечки. За жал малку бевме неразбрани по однос на издвоеното мислење, па еве прилика и да појаснам. Уставниот суд не само на еден предмет, туку на повеќе предмети се има изјаснато дека еднаш избришан закон, значи одредба во правниот поредок, мислите сега во случајот со членот 11. Еднаш укинат член, не може Уставниот суд со своја интервенција да го оживее, условно кажано. Тоа може само единствено Собранието да го направи. И во таа смисла мислам дека воопшто не би требало да стане прашање тоа дали во правниот поредок член 11 или не. И мислам од тој аспект дека паѓаат во вода сите прашања и повикување на тоа дали член 11 може да се користи понатаму и дали е воопшто во правниот поредок. Посебно што интервенцијата на судот за измените во законот за помилување беа укинувачки, не беа поништувачки, што значи дека од донесувањето на измените 2009 до 2016 годинава, кога беше интервенцијата на Уставниот суд, практично судот со укинувачката одлука, а не со поништувачка, прифаќа дека тој член не бил во правниот поредок тие години, значи од 2009 до 2016. Значи тоа за мене е фета компли, завршена работа. Добро. Немаме што да дискутираме понатаму за тој член. Жал ми е што се употреби на таков начин. Но добро, голем број денови, станува збор навистина за месеци трпение, енергија, тука мислам дека би сакала да кажам една друга работа. Врвните институции во државата, значи председателот на Републиката, Уставниот суд, Собранието, мислам дека своите правни чекори треба да ги прават споро и стабилно, внимателно да ги прават. Несериозно беше овие потези кои што ги гледаме во последниот период и мислам дека сите институции на државата треба да внимаваат како се однесуваат и колку го почитуваат владењето на правото во оваа смисла.
Председателот Иванов беше предмет на вистина на атак, како го почитува всушност владењето на правото, вие велите, сакате да кажете дека и тоа беше всушност и предмет на, токму затоа беше предмет на напад, на кога велам напад, мислам критики, дека не го почитува ниту уставот, ниту законите. Сакам да кажам дека таа работа требаше да биде, ако веќе постоеше намера да се направи било каква интервенција, требаше да биде многу пообмислена и да се размисли убаво како тоа ќе се перцепира во јавноста. Таткото на нацијата би требало да биде баш татко, нели? И неговите чекори, а не да има вакви чекори кои што се напред па ретерирање, па повторно ретерирање и така натаму, мислам дека е несериозно. Добро, да во дневно-политички цели, всушност, мислам, така се објаснуваат сите негови потези и чекори за кои говорите така сега. Така е перцепирано и навистина е во најмала рака изненадувачки. Да. Околу се е повторно и во контекст на аболицијата, но треба ли да се формира кривичен суд? Гледаме како всушност се заврзани рацете на СЈО, на обвинителите, на целиот тим на Катица Јанева, невозможно е да работат, токму заради судството кој е предмет на напади, на критики низ целиот овој период и кој ја заработи онаа дефиниција Сваровски судство. Партизирано, знаете дека уставниот суд е малку надвор од другиот систем на судови во Република Македонија, па малку тоа се повторно впечатоци кои што би можела да ги имам читајќи, следејќи во јавноста, не бивајќи инволвиран. Ако се појави потреба, законот го дозволува функционирањето или основањето на судови кои што се бават со одредени прашања, со одредена надлежност. Тоа треба да оди во собрание, во нагласање во собрание, така? Мислам да. Да. Што би било повторно предмет на законот веќе го дозволува тоа, законот за судови има одредба и го дозволува тоа, така да мислам дека законска рамка постои, но потребна е политичка волја. Ако праксата го покаже тоа, можеби би требало да се основа. Добро. Не би можела да кажам некој цврст став, бидејќи повторно не сум внатре во институцијата, не можам од прва рака да видам како функционираат за да ви кажам. Да, говорите. Вашето стручно ако нема ефективно процесуирање на предметите, тогаш најверојатно би требало. Да. И околу повторно во овој контекст кога говориме за, ги споменавме за шарените револуционери и оној прогон на кои се подложени, всушност станува збор за затворски казни и постојани критики и апели и алармирање на целата опозицијска јавност кон македонската, но и светската јавност дека станува збор за политички прогони, политички затвореници. Како вие гледате на учество на шарените револуционери, значи, која велам учество, за она за што се теретат, сушност не станува збор на учество, иако во тие кривични пријави пишува учество во толпа и така натаму, но предмет на кривично гонење се шарањето на одредени објекти, за кои се вели дека се од културно или не знам какво национално наследство и богатство. Малку е комплицирано да се позиционираат одредени прашања во однос на самиот прогон, прво во однос на компарацијата на еден тип на дела наспроти други дела за кои што гледаме дека нема ефект самиот механизам на предострожни мерки. Кога говориме, значи, говорите за луѓето кои беа аболицирани, функционери и останати. Да, малце, ако се направи компарацијата, мислам дека е несразмерно и тоа може здраворазумски, секој не мора човек да е правник, може здраворазумски да направи компарација и тоа да го констатира. Од друга страна, дури ако одиме на тоа, прво, протестите, правото на протест е загарантирано уставно право. И не само со нашиот устав, и со сите меѓународни документи. Да. Луѓето имаат право на мирен протест. Формата на мирен протест кај нас доби такви размери,
Едната страна смета дека тоа е државна собственост, државен имот кој што се оштетува и така натаму, дека има одредена вредност. Другата страна смета дека таа вредност што системот смета дека има вредност, дека нема вредност всушност, бидејќи го нема елементот на партиципативност кој што таа вредност би ја направила заедничка. Да. Од друга страна... Говорите за Скопје, да објасниме, Скопје 2014, каде што се очекува јавни дебати околу изградбата. Имаше сериозно отсуство на партиципативност на граѓаните и на стручната јавност во однос на сите решенија кои што беа направени во рамките на проектот Скопје 2014 и тоа е факт. Од таму одреден дел на граѓанството Република Македонија го црпи сопствениот легитимитет да каже дека јас имам право, бидејќи е тоа направено со наши средства, јас имам право да интервенирам на таков начин како што јас сметам, бидејќи ние на некој начин сме го плаќале тоа. Од друга страна имаме системски интервенции кои што сметаат дека се легитимни, бидејќи оштетувањето на јавниот имот не би требал да се прави. А тоа сето се случува во ситуација кога имаме компаративно друг тип на кривични дела за кои што не гледаме некои ефективни интервенции од страна на надлежните органи и судството. Да, се ја бара притвор, можеби куќен притвор во случајот или друг вид на притвор, за многу потешки дела, предпоставено, нели презумпцијата на невиност треба да ја почитуваме, додека не се докаже евентуално дека постои вина, но во предпоставените случаи има некои мерки кои што очигледно не се прифатени, а од друга страна за шарење имаме куќен притвор што е нели несразмерно. Значи говорите за селективна правда всушност, која е предмет сите овие години во многу извештаи, говорам извештаи, мислам на State Department, организации и институции. И сега ме интересира вашето учество евентуално учество во шарената револуција. Може ли да се смета на тоа? Не би можела јас, затоа што било каков јас и многу внимавам на моите изјави, на она што ќе го кажам, заради тоа што сметам дека не би смело да се фрли дамка на она што евентуално би го кажала во судот. Така да не би сакала позиција да кажувам собствена, тоа е сепак мое приватно право. Моја задача е да го штитам уставот и уставните принципи и ќе се обидам тоа до крај да го објективно да имате некаков објективен имидж во јавноста, за разлика од многу ваши колеги кои беа предмет на критики, да ќе кажам, само критики, и нивните фотографии беа носени низ маршовите и протестите на Скопје, која била, колеги, мислам се разбира на уставните суди, особено после донесувањето на одлуката за аболиција. Јас мислам дека секој човек е одговорен сам за себе. Секој треба да размисли како настапува, како работи и како тоа е перцепирано од јавноста. Мислам дека е тоа најдобриот пристап за работите. Човек треба да се труди, да биде професионален и сиот оној багаж што го носи личен, своите преференции, вкусови и така натаму, треба сепак да си ги остави дома кога се обидува да работи согласно устав и закон. Добро, вие се погриживте за сопствениот имидж, славени сте низ целиот овој период, особено кога станува збор за шарената револуција, и сте дел од луѓето кои би биле најдобри представници всушност во Страсбур, во судот во Страсбур, представникот Македонија, но тоа не се случи. Имате ли објаснување заради тоа што, дали може би поинакво објаснување имате од она што јас ќе го дадам, како јас го толкувам и го разбирам, дека станува збор исклучиво за политички случај, политички избор, која станува збор за именување на одредени функционери, па дури и за Страсбур која говориме. Од лично искуство, како го доживеа целата постапка, прво, она што јас би замерила е дека беше доста нетранспарентно. Значи, сите апликанти мислам дека беше редно да знаат кој се пријавил,
како се селектирани, што треба да очекуваме од самото интервју, значи кои прашања ќе ни бидат поставени, за како треба да се подготвиме, понатаму да бидат присутни по можност сите членови на комисијата кои што подоцна треба да не оценуваат. Евентуално требаше некои членови од комисијата да не бидат тенденциозни со своите прашања, туку да прашуваат токму за работата на Европскиот суд за човекови права, за нивната пракса, за врзаноста очекував прашања на нашата пракса како уставен суд со некои предмети кои што веќе се наоѓаат во Европскиот суд, каква врска има нашето законодавство евентуално со она што како завршуваат предметите или кој тип на предмети има од Република Македонија кои што се најчесто разгледување од страна на Европскиот суд, тоа не бе воопшто прашано. Што бевте прашана? Бев запрашана да дефинирам што е тоа правда. Добро. Ова беше за екстерно, за гимназија прашање или за... Па не го прашав членот на комисијата што ме праша тоа, не знам што сакаше да постигне со тоа. Бев делумно прашана за една студија на случај, така, теоретски, како изгледа, други не ме прашаа воопшто, сметаа дека нема потреба да ме прашуваат. Имав прашање од кариерен тип, личен став, и така натаму. Требаше да зборувам и на англиски, за да се види квалитетот на знаење на англискиот јазик и тоа беше тоа. Не. И на крај мислам дека сепак заслужував, сепак тоа е за битно место кое што ќе представува Република Македонија во такво високо судско тело, сепак сметав дека требаше да добием поелабориран одговор од Министерството за надворешни работи. Јас не знам ни каде сум рангирана на таа листа, бидејќи и таа информација не ја добив, па нека интерна, сепак заслужувам да знам каде сум, која ми е мојата средна оцена, јас не знам во таа група каде сум. Добро. Зошто надлежности има министер за надворешни работи? Па не знам, претпоставувам, бидејќи се работи за тело кое што сепак има допирни точки со надворешните работи. Не знам, обично тоа е организирано од страна Министерството за правда, оваа година беше од Министерството за надворешни, тоа сепак не би можела јас да го одговорам. А за изборот и така натаму не е умесно јас да коментирам, мислам дека не е коректно и према колегите. Да. Добро, јас благодарам што бевте гостин. Благодарам.